Почитувани, ветивме отчетност и транспарентност. По преземањето на функцијата од поранешниот градоначалник, веднаш направивме увид во финансиската состојба на општина Крушево. Сеопштата ситуација покажува дека општинската каса, но и другите јавни претпријатија се во многу тешка финансиска состојба, со големи долгови и непродуктивни трошоци. Целокупниот долг на општина Крушево изнесува речиси 13 милиони денари, или над 210.000 евра. Општината има 3 кредити за доплаќање. Само за репрезентација, општина Крушево во 2017 година потрошила речиси 200.000 денари во 3 локални угостителски објекти. Само за локум се потрошени 400 евра. Дел од вработените во локалната самоуправа ги злоупотребувале службените телефони и направиле сметки во износ од дури 30.000 денари месечно. Се трошеле неразумни суми и во крушевските продавници. Во 2 крушевски продавници за првите 10 месеци од годинава се потрошени над 230.000 денари, односно близу 4.000 евра. За истиот период се потрошиле 4.500 евра за патни трошоци, а преостануваат за плаќање уште 1.000 евра, направени исто така од претходната локална самоуправа. За улично осветлување на претходниот изведувач, општина Крушево се обврзала да плати 1.500.000 денари. Се делеле обврски и пари исклучиво на поединци блиски до поранешната власт. Во општината се вработиле 2 лица кои не доаѓале на работа, а земале плата. Понатаму, спортската сала е во лоша состојба. Вложени се многу пари, а салата не е соодветна за одржување на надпревари. Донација во зимска опрема од 2 милиони евра е оштетена и во лоша состојба заради негришата на нашите претходници. Општина Крушево ја најдовме во хаотична состојба, со незадоволни и непродуктивни вработени. Негрижа за општинските возила и општинската зграда. Најавивме и веќе го започнавме новиот тип на работа. Општината ја консолидиравме и ја отворивме за сите граѓани од општината. Секој од вработените вредно ја заработува својата плата, се со цел подобро функционирање на локалната самоуправа. А општината ја направивме услужна во секој момент за граѓаните на општина Крушево, онака како што ветивме.